За правната битка. Движењето за заедничка Македонија нема веќе да организира секојдневни протести, објавија денеска на пресконференција лидерите на ова движење Борис Дамовски и Богдан Илиевски. Тие најавија дека ќе преземат и правни активности. Движењето за заедничка Македонија ги организираше и протестите на 27 април, кога толпата влезе во собранието и дел од неа ги тепаше пратениците и новинарите. Локалните избори ќе се одржат во првата половина на октомври, а мандатот на советниците и градоначалниците ќе биде продолжен до одржувањето на изборите, се договориле представници на парламентарните партии на денешната координативна средба со претседателот на собранието Талат Џафери. На средбата не присуствувал представник од ВМРО-ДПМН. Специјалното јавно обвинителство има поддршка од 53% од граѓаните, со раст од 2% во споредба со анкетата од ноември минатата година, покажува најновата анкета на ИРИС проведена во март. Најмала доверба во јавноста има Државната комисија за спречување корупција со 15%, потоа политичките партии со 16%, судовите и медиумите со 21%, јавното обвинителство 22%, собранието 23%, Државната изборна комисија 25%, општините 28%, владата 29%, здравствениот систем 36% и претседателот на државата со 38%.